Која води глобализацијата и кој управува со неа? Дали тој процес континуирано води кон интеграција на системот или кон дезинтеграција на истиот? Дали процесот на глобализација го зголеми бројот на воени конфликти, на терористички напади од 2001 до 2010 година? Бројот на терористичките напади е двојно зголемен, вели професорот Горан Зенделовски, кој вчера во Виница на покана на Ротари клубот Кочани Виница одржа предавање на тема Нексусот меѓу глобализацијата, мирот и конфликтите. Паралелно светот како се глобализира, истовремено ќе се регионализира и истовремено ќе се фрагментира, односно дезинтегрира. Така што на повидок се и антиглобалистичките движења, односно ќе се појавуваат, по примерот на екстремно десничарските партии како што се појавуваат во рамките на Европската Унија, се повеќе ќе ги искажуваат незадоволството од современите процеси на глобализација во нивните општества, поврзувајќи ги со, например, со миграцијските кризи и нешто слично. Во суштина јас сум трансформационалист, тоа значи дека треба да се најде некој баланс помеѓу економските аспекти на глобализацијата, односно таа да биде поеднаква, поекономски распределена помеѓу народите, државите и секолку регионите во светот. Така што убаво би било да видиме некоја поправедна глобализација со тоа што незините текови да се фокусират кон оние држави кои што имаат најмногу потреба од економските текови на глобализација. Во кој правец оди Македонија со влезот на НАТО од 36 земји во 2018 година е рангирана на 35-то место на листата на мирот? Македонија се уште оди во правец кон глобализираните држави во светот, односно се интегрираме со државите кои го промовираат неолибералниот западен концепт. НАТО секогаш има различен пристап кон различна земја. Морам да посочам дека интересот секогаш на НАТО е кон државите кои што излегуваат на море, а сосема поинаков пристап има НАТО кон државите кои не излегуваат на море. Од тука сметам дека ќе има секако економски бенефити во првите неколку години од членството во НАТО алијансата. Ротари клубот Кочани Виница во соработка со доктор Гоце Ѓорѓиев од општина Виница во март има закажано уште едно предавање на слична тема, а покрај едукација во различна област, претседателот Јован Попов најави и повеќе инфраструктурни проекти кои ќе се реализираат во локални рамки.